програми што не се препорачуваат за деца под 16 години. Почитувани гледачи, добро вечер. Имам особено чест и задоволство повторно во студиото да го поздравам почитуваниот доктор Бојан Ортаков. Добро вечер, добре дојдовте. Психијатар од клиничката болница. Владимир Ортаков. Владимир Ортаков. Се извинувам. Нема проблем. Благодарам на поканата. Добро вечер уште еднаш. Знаеш зашто е флешбеков? Знаеш зашто е омашкава? Затоа школски другар на Школскиот брат ми. Да, на брат ти, Боја, со мене учеш. И во момент, блокажа, кога се фокусирам, он излезе. Владимир Ортаков, се извинувам, докторе. Тоа значи дека сум пуштен и тотално дефокусиран. Ке се наврат. Пред известно време гостуваше ваш колега, со кој многу детално разговаравме, доктор Мицковски, за првата трансгендер операција која се одржа таму во Систина. Па, сосема на кратко, како за почеток и вовед. Вие имавте комуникација со таа личност и имате комуникација со овие личности што допрва се подготвуваат и така натаму. Едно ваше мислење за целава оваа работа, бидејќи доктор Мицковски ни кажа дека мора да помине процес на една проценка, еволуација на лекари, на психијатри, се додека не се утврди дека таа личност може да се изврши на незе таква операција, без оглед дали она го сака или не, таа процедура мора да ја помине. Што она треба да покаже, докаже и што треба вие да заклучите од неја? Вака, да почнем од тоа дека моето искуство е скромно. Јас сум имал 3 интервјуа со пациенти кои што биле во процес на промена на полот, меѓутоа веќе биле во фаза на хормонална подготовка за предстоечки хируршки процедури. Последниот таков интервју беше направен со пациентот пациентката која што се подвргна на хируршки третман во нашата болница. Претходните две беа со пациенти кои што сакаа да го променат полот од женски во машки. И тоа беше некое мое, да речам, финално интервју кој се бараше пред да настапат тие хируршки процедури. Меѓутоа, пред да се пристапи и кон било каква хормонална терапија, треба низ еден релативно подолг временски период да се направат, помеѓу другото, и психолошки тестови, евалуации, проценки за тоа дали личноста на вистина е спремна да ја поднесе промената. Дали се тоа Рошархови тестови, како што знаеме, или се тоа писмени тестови, како за возачки испит, или тоа е низ процес на разговор, каде што вие имате одредена цел да која да дојдете преку одреден вид на прашања, да ја процените личноста. Баш ми е интересно како навлегувате во низ тие слоеви на личноста до неговата суштина. Тоа е сето тоа заедно. Тоа се и писмени тестови, така наречени тестови инструментариум кои што психолозите го даваат за проценка на личноста. Тука спаѓа можеби и Роршах, не сум сигурен дали се дава или не, меѓутоа тоа е така наречен проективен тест исто така за да се утврди нивото на функционирање на личноста. И спремноста се гледа и низ подолгорочен период на, да речам, снимање на однесувањето на личноста. Личноста треба да е на вистина спремна, на вистина да биде свесна за тоа каква трансформација ќе доживее и на вистина да сака да се доживува како родово, да кажеме, како оној род во кој што сака да се трансформира и да има отпор кон сопствениот биолошки пол во кој се наоѓа. Бидејќи тоа се сложени процедури. Да. Предомислување
Сега може да има теоретски и да се врати назад. Меѓутоа, тоа се сложени процедури и на крајот на краиштата хируршките процедури не се така несериозни, да кажам. Се случуваат физички промени на организмот, хируршки, и затоа треба да бидеме сигурни на што сме. Со личности кои што здраво, да речам, сакаат и се интегрирани, и јасно им е дека, недвосмислено јасно дека сакаат да го променат полот на вистина. Не се чувствуваат како мажи или жени, туку како обратно од тоа. Ми се чини дека луѓето, лекарите од вашата фела, малку се запоставени во ново современо доба. Мислам дека е апсолутна потребата во секој сегмент и во било кое време да бидете присутни. Мислите на психијатрите? На психијатрите. Исклучиво на психијатрите. Зошто? Од некои мои лични искуства, видете, луѓето доаѓаат во животно загрозувачка ситуација. И во тој период во тој момент е битен стручњак кој ќе може животот да ти го спаси. Но често пати, барем у 90% од случаите, во таква ситуација луѓето се во шок, луѓето се во тешка траума, а лекарите се подготвени да спасат живот, но не секој лекар е извештен да разговара, да навлегува со личноста. Ја лично сум го почувствувал и знам како е со вас да се разговара, знам како е со лекар. Знам како е со лекар што ми спасил живот, но со лекар кој се гледам секој дневно и го гледам сето тоа. Каде мене ми недостасува психијатријата? Во ургентните моменти, кога доаѓа личност, нешто не ми е добро, ми треба овакво, и лекарот му вика, слушај, не е тоа, тоа многу е посериозна ситуацијата, треба ова да се направиме, или му преќутува заради да не паничи и така натаму, па доаѓа до конфликтна ситуација. Или итна помош. Ја да се прашам, господин Ортаков, со секој лекар итна помош, психијатар, обавезно да биде. Затоа што мислам дека се тоа две состојби, бидејќи кој ќе му го спаси животот, треба да го доведеш што е можно побрзо у нормала тој човек. Бидејќи шокот и стресот знам до што можат да доведат. Значи, секако е потребна психолошка помош, да речеме, така наречена психолошка поддршка, која што и рутински им се дава, или барем им се нуди, ако пациентите сами сакаат да ја примат, тогаш тоа се случува. На било кој пациент кој се подвргнал на хируршка процедура која била малку посериозна, да речеме. И тоа и се случува на некој начин во нашата болница исто така. Од една страна. Од друга страна, психијатрите сами по себе со своето психијатриско образование мислам дека имаат потреба дополнително да се остручат за она што е елементот на соопштување на состојбата која што е малку посериозна на пациентот, начинот на кој што таа се соопштува, начинот на кој што се соопштуваат лошите вести, да кажеме. Бидејќи, ако е само психијатарот тука присутен, може да биде дека и ги нема тие вештини, да речеме, на разговор со пациентите. Тоа е еден посебен елемент и тоа е многу битен елемент. И практично доаѓаме на полето на медицинската етика. Како разговараме со пациентите кога им ги соопштуваме сериозните или тешките диагнози, да речеме. А тука спаѓаат и разни други состојби кои што се травматични или стресогени за пациентите. Да речеме, според некои постари видувања или постари пракси, беше трендот да што помалку се каже на пациентите, ако се може, да не им се каже вистината, заради тоа да не се возбудуваат, да не се вознемируваат, да не влегуваат во уште поголеми стресови. Другата крајност е без било какви резерви да се соопшти она што е на вистина факт. Јас лично, ако ме прашате, би бил, сега ќе одам како дигресија, нема формула како да се комуницира со пациентите, нема некоја универзална формула. Меѓутоа, јас би
доколку би можел да ги избегнам најлошите вести, тоа би го направил, ако тоа не се коси со нешто што треба да се направи како интервенција на пациентот, а онда мора да соработува. Значи, тој пред се треба да знае, ние не треба да го сметаме пациентот како само материјал за работа. Тој е човек. И пред се, значи, основно правило е разбирање, сочувство да го наречам, емпатија, кон оној што е од другата страна на нашето биро, на кому треба да му соопштиме што се случува и што сакаме да преземеме. Он треба да ја знае вистината, меѓутоа наша проценка е како ќе му ја кажеме. Многу битно е уште нешто. И има некои лекари кои што застапуваат теорија дека треба екзактно да се пристапи кон тоа, да се каже фактот и тоа е тоа. И му се остава на пациентот после тоа да ја свари таа вистина. Меѓутоа се покажало до сега дека тоа е нешто што кај нив буди револт, што кај нив на вистина го зголемува стресот и не допринесува за прифаќање на состојбата. Моите гледачи многу се бунтувале заради таквиот однос на лекарите, било каде, кога вика, доаѓа мртов ладен и вика, ти си болен од рак, ти имаш инфаркт, ти имаш уште 3 недели. И што нема никаков поговор за нивната стручност, туку само за ова. Бидејќи сега доаѓаме до она прашање. Колку лекарите треба да бидат подготвени како психијатри за оваа работа или психијатрите треба да се вклучат активно во сите овие процеси каде што треба лекарот да се викне, дојди со мене, имам пациенти и така натаму. Дали е тука еволуцијата која треба да настане? Или во да држите предавања, да ги собирате еднаш неделно докторите и да им држите лекција по етика, морал и емпатија? И тоа е исто. И тоа би било уште подобра варијанта, да речеме. Да не се носи психијатарот со лекарот за да се соопшти веста која што се мисли дека би била деликатна да се соопшти. Лекарите треба да бидат свесни за тоа дека они треба да го чујат пред се пациентот. Од другата страна имаат човек, ќе го повторам тоа уште еднаш. Они може да се најдат во таква ситуација. Оние кои што ја кажуваат само суровата вистина и ја кажуваат драстично, кратко и јасно, дури и некои се осмелуваат и да предвидуваат уште колку живот му останува на пациентот, што никогаш не можат да го предвидат со сигурност. Практично на некој начин сега ќе тумачам психодинамски, го имаат стравот длабоко во себе всадено од истото такво нешто кога би им се случило од спротивната страна. Што е најдобро решение? Ќе се навраќаме на Фројд кој вика соочи се или ќе правиме мелиорација? Кој е најправилниот пристап? Како се во ова, бидејќи сите ваши колеги што дошле овде, сите се согласуваат една работа. Болест може да настане од ова, стрес. Ама нема област, нема, значи, дали е кардио, дали е, не знам, за белодробни заболувања, дали е за гастро, дали е било што друго, сите лекари, стручњаци за било која професија, дури стоматолози, векаат дека стресот толку делува на телото да може да го оштети, не знам, глечна забод, да предизвика киселост и што ти ја знам, и така натаму. И сега кога збориме за стрес, стрес е еден поим кој ја немам со кого да го разговарам, освен со стручни луѓе како вас. Значи, точно. Ќе се соочуваме со тоа или ќе правиме мелиорација, што е можно поблаго да дојдеме до вистината, па некако што е помек да биде ударот. Што е би рекол едно и друго. Ние треба да се соочиме и треба да го прифатиме тоа што ни се случува. Еве јас се ставам од страната на пациентот. Меѓутоа многу е битно како докторот ќе ми го соопшти тоа. И колку после тоа соопштување јас ќе имам надеж дека имам шанси. Тоа е многу битно. Затоа што ако сурово само ми каже што се случува со мене, а тоа е нешто
тешко и неизлечиво, шансите ми се помали. Затоа што она што лечи е надежта и она што лечи е во крајна линија ослободување од стресот и прифаќање на вистината, меѓутоа во едно добро расположение. И мислам дека тоа е клучно. Значи, оној кој што ги соопштува лекарот овие состојби, кои што се деликатни и кои што се тешки, треба да знае дека мора да биде тука за пациентот, мора да го ислуша, мора во живо тоа да го направи, бидејќи добро, тоа кај нас се уште го нема, меѓутоа и ќе дојде по телефон да се соопшти само дијагнозата, тоа го имало. Тоа е веќе познато, дека на Запад се соопштуваат дијагнози по телефон. Некои лекари кратко телеграфски ја соопштуваат дијагнозата, ги кажуваат ризиците и му даваат до знаење на пациентот дека треба веднаш да дојде да започне лечење. Како би се осеќал тој пациент кога после тоа ќе му се затвори телефонот? Тој дали ќе може да стигне до болница жив и здрав? Нели по тој Имам стрес да читано возиш? за многу такви случаи кои што се гневни на лекарите што на тој начин се однесувале со нив. Не дека, мислам, здравиот разум зборува дека лекарот не му ја предизвикал состојбата заради која он треба да се лекува. Меѓутоа, фокусот во тој момент, гневот се врти кон него. Ај вака да ги разбереме и лекарите. Лекарите се луѓе од крв и од месо. Нив им го даваме нашето здравје, нашето тело, па дури на моменти се чувствуваме дека можат и животот да ни го спасат. И често пати ни го спасуваат. Сега тој лекар, ако му е потребен толку висок фокус да спасува живот, како кога би ја си дозволил емпатија, љубезност, а да не биде лажно, дали тие лекари може после една таква трогателна средба да биде смирен, да иде во следниот и да го преземе следниот пациент со таков фокус? Ај се ви изверса. Добро прашање. Добро прашање. Еве имате со колеги. Вие сте врвна болница, доаѓаат од цела Европа кај вас. Кај вас што се изнагледало, ретко во Македонија може да се види. Еве кажете ми како претпоставам дека и таму има Може лекари одлично кои искуство за Ајде, ве молам. Затоа што големо прашање е дали да се соопшти дијагнозата шизофренија. Познато е во народот како најтешка дијагноза во психијатријата. Или не. Затоа што пред се тука се проблем фамилиите на оние кои што страдаат од ваквата состојба. Ние ја препознаваме во главном, не сите, многу порано таквата состојба од моментот кога ќе ја соопштиме. Јас барем лично одлагам до последен момент, додека не се да дојде до ситуација да навистина ги ставам во стрес понатаму членовите на семејството, ако не им ја образложам вистинската ситуација и кога веќе они се информирани за разните дијагнози, а денес тоа е еден феномен кој што се повеќе и повеќе постои, пациентите се информираат, доаѓаат информирани кај лекарот, преку интернет, преку средствата за јавна комуникација и така натаму. И се додека можам, тоа не е лажно представување на состојбата, туку со друга терминологија им ја представувам состојбата, за да можат они да се организираат, да ја менаџираат целата ситуација, бидејќи кога конкретно зборуваме за психијатриски расстройства кои што се од потежок карактер, тука на некој начин, не на некој начин, тука секако учествува во менаџирањето на таквата состојба и семејството на пациентот и неговите блиски, бидејќи самиот ја има изгубено проценката за реалноста и самиот не може да расудува добро за своите потреби, за она што се случува околу него. Ово не ми одговоривте. За лекарите. Како тоа, на сега, мене би се одразувало. Да. Например, не мора вас. Например, ваш колега онколог или неурохирург или кардиохирург. Значи, он за 5 минути има тешка операција. Му треба цел фокус. И он сега доаѓа ладно да каже, ја направи све за вашиот пациент, не ја бива работа. И сега ти треба да му се лутиш. И разбирливо е ако тоа ладно го каже така.
Ама тој за 5 минути треба да се бори за нов живот. Може ли таков човек, или тоа зависи од личноста, да создаде таков емпатичен однос на кој начин ќе ја соопшти лошата вест и ова, она, баму, тоа, бидејќи, знаеш, од една страна ги разбирам, како ми ја соопшти и така натаму. Татко ми кога умре, лекарот го мрзеше да стане утре сабајле, ја прати сестрата, таа кутрата ми вика, сакате диазепам? И сега точно ми се случи од тој момент. Татко ми почина. Не искача ни лекар да ми соопшти. Стојам пред соба, не можам ни телото да му го видам. Не ми искача некоја сестра и ми вика, сакаш ли диазепам, татко ти умре. И ти иде, што да ти кажам, да и направиш незе, на се, значи еден гнев. Нормално Тоа е она што го реков, гневот се врти кон оние кои што соопштуваат, гласниците ги убивале, она е познато во историјата. Меѓутоа, не треба да ги амнестираме лекарите кои што сурово ја соопштуваат веста. Од друга страна, она што го поставивте е исто така точно. Од личноста на лекарот зависи. Ако е некој преосетлив, хиперсензитивен, ако он страда заедно со пациентот, тој неупотреблив ќе биде. Нема да биде употреблив, тоа е точно. Затоа е и општо правило. Не може хирург да оперира свој син или свој близок, затоа што секако повеќе ќе го допре тоа. Меѓутоа треба да знаеме дека секогаш имаме човек наспроти нас. Истовремено и материјал за работа, меѓутоа и човек. И тука треба да се направи балансот, да се ускладат тие две работи, и тоа не е лесно. Тоа е уметност, да кажеме веќе. И не само кај вас, туку и кај нас пациентите, што да очекуваме. Така? Не да очекуваме дека и лекарите совршено ќе се однесуваат спрема нас. Треба да размислите дека у тој момент, дека он кој ќе го заврши разговорот, иде да спасува некој живот. Па нека бидете и тоа некаков мод. А точно, не се совршени на лекарите, исто како што не сме ние, и таму има луѓе отворени, емотивни, има позатворени, поладни, и тоа е тоа. Јасно. Треба да им се остави малку повеќе време, сега ова е некоја техничка работа на лекарите. Затоа што она што го кажавте, од едно на друго префрлање ги доведува до една состојба на практично после известно време намален квалитет на нивната работа и намалена креативност. Значи, од една приказка во друга, еве во психијатријата пак да се вратам. Треба човек да се прочисти на некој начин. Ние се учиме, поготово оние кои што во психијатриската фела, и тука спаѓаат и оние кои што имаат специализација клиничка психологија. Практично со исти познавања за дијагностиката на душевните расстройства, меѓутоа би сакал да зборувам за една странична острученост наречена психотерапија. Значи работа со разговор на проблемите на пациентите. Една од битните работи е исто така лекарот да има одредена граница, да не сочувствува до степен на страдање со пациентот, меѓутоа истовремено да има емпатија за неговите проблеми, да ги разбира. Ако не ги разбира, тој не може. Ако е личност која што е крута, која што има отпори, која што е нарцистична, да речеме, а и ние психијатрите нема личност која што е максимално интегрирана. Значи, ние психијатрите не сме апсолутно на врвот на таа психолошка интеграција. Меѓутоа, тоа е стремежот. Во таа едукација, како да се однесуваш во психотерапискиот процес, каде што една од работите е битна исто така, да се имаш супервизор на собствената работа, твој колега, кој што ќе ти укаже на твоите лични фрустрации врзани за работата со пациентите. Мораме да го најдеме тој баланс. Мораме да бидеме апсолутно чисти кога ќе завршиме со едниот пациент и преоѓаме на другиот, и мораме да бидеме апсолутно прочистени од некои свој фрустрации во самата психотерапевтска процедура. Доктор Таџар, знам дека се занимава со джез и електронска музика. Свири, слуша, инструменти, купувај. И знам дека токму заради тоа и тоа што го прави, оно станува еден од врвните стручњаци како кардиохирург во светов.
Доктор Маријан Димитровски вози велосипед и љубител е на црновина. Значи, ја не знам ниеден врвен лекар, а да нема некое нешто кое исто многу го фокусира, но е недопирливо до неговата професија. Тоа ли е тоа празнење што ни треба? Да, Дали апсолутно. само на лекарите ни треба или на сите Ни треба на сите. такво? Ни треба на сите. Јас во препораката, секогаш во препораките, во тие извештаи на пациентите, од психијатриските прегледи, покрај медикаментозната терапија, доколку ставам одредам и медикаментозна терапија, редовно пишувам препорака за редовни физички, рекреативни активности, им кажувам да си земат време за себе надвор. Тоа е многу битно за третман, поготово на овие состојби од епидемиски размери, минатиот пат за кој разговаравме. Пак ќе разговараме. Состојби, За анксиозноста, депресии и така натаму. да. А пред се анксиозноста. Значи, мора, пред се оној анксиозност предизвикана од стрес, врзан со преоптовареност, така наречениот бърнаут или професионална презаситеност. Мора да имаме време за себе, надвор од сите обврски што ни ги носи професионалната средина, фамилиарната средина, значи да си дадеме одушка со нешто што ќе ни ги просто кажано наполни батериите. Како? Ево да ве прашам за најстрашните искуства. Какви се вашите искуства со терминални пациенти? Сигурно сте имале искуство, бидејќи вие сте голема клиника, такви луѓе има разни случаи, тоа ни животот сме го виделе. Некои ја прифаќаат состојбата и се помируваат со судбината, некои даваат отпор, се бори до последен момент, некои се очени, некои паничат и така натаму. Какви се искуствата веќе луѓе кои едноставно немаат веќе иднина во овој свет, но во оваа реалност, на овој плин? Мислите, дали да зборувам од аспект на она како јас го доживувам тоа, или како ги гледам нив како луѓе, како личности кои што... И двете. Она што го кажавте е точно. Од личноста зависи. Некои многу похрабро ја прифаќаат состојбата, некои се во страв, уплашени, фрустрирани. Меѓутоа, никој не е допрен. Од тоа стоја секако. Од друга страна, и оние кои што треба да разговараат со нив, предпоставувам дека и тоа зависно од личноста, меѓутоа, помалку или повеќе, никој не е рамнодушен. Јас можам лично да кажам за себе. Кога влегувам во контакт, и тоа мислам дека и минатиот пат да го кажав, се трудам, никогаш за мене, прво, никогаш не влегувам со тоа да разговарам со човек кој што е во терминална состојба. Се обидувам некако да го избришам тоа од својата глава. Колку сум успешен, тоа не знам, меѓутоа, тоа ми е единствениот начин да почнам комуникација за која ќе кажам дека не е лицемерна од моја страна. Инаку, јасно ми е дека тоа се осеќа. Кога доаѓаш, тоа е вештачки. Кога се обидуваш да му помогнеш на човек, да го охрабриш, а не веруваш во тоа дека може да има барем малку надеж, барем, ако не биде терминална состојбата, ако да биде барем малку повеќе продолжена до степен да има живот во тој период, во тој простор, додека не се деси смртта. Дали е точно? Не знам дали бев јасен со ова, сакав да го... Не знам колку сте јасен, ќе ми треба да го испроцесирам ова. Затоа што е ова страшна тема, затоа што смртта е некогаш многу блиска, денови, часови, а некогаш смртта веќе чувствуваш години која ќе бидеш. Значи, и тоа дава различен однос, надежта за утре ден, надежта за една минута и така натаму. Не знам како вие, не знам како име. Многу е тешко и на тие околу него, но сум забележал една работа. Еве, например, терминално болните кои ќе дознаат дека се
сериозно болни од рак, има неколку фази поминуваат. Едната фаза е на одбивање, па потоа, не знам, има неколку фази. Тие дури се напишани на интернет, може да се изгуглаат, нели, да ги видите, и тогаш почнува некој процес на прифаќање на состојбата. Тоа е слично на процесот на оджалување, да речем. Меѓутоа ве прекинам. Не, баш ме интересира. Процесот на оджалување, например, губиток на блиска личност. Првата фаза е, фазите не се така стриктно поделени да од една се преоѓа во друга, тие се мешаат, меѓутоа предоминирачка. Прва фаза е негирање на состојбата. Едноставно, човек не верува дека го изгубил блискиот. Треба да помине време, после тоа се јавува фаза, да речеме, на бес и лутина. И кон оној кој што е изгубен, и кон себе, грижа на совест, дали сум можел да направам нешто повеќе, што би било, кога би било. Таа е некоја фаза на нагодување, на баргенинг, што викаат. Понатаму, постапно доаѓа до прифаќањето. Меѓутоа треба време. Треба време. А пациентот кој ја прифаќа својата состојба дека е веќе иде сигурно кон брза смрт и така натаму? Мислам дека постои некој механизам кај повеќето од тие пациенти, бидејќи сум бил во контакт, тоа ме интересира. да не влезат таа фаза на негација на состојбата, да ја задржат подолго време, на неприфаќање на состојбата. Они прифаќаат од една страна, меѓутоа они во себе создаваат, постои еден механизам кој што е механизам кој што им создава надеж. Не е тоа дека они размислуваат за 3 часа јас ќе умрам. Ова е истовремено и предпоставка, меѓутоа е базирана на она што го знам од досегашните разговори со тие пациенти. Мада никогаш директно не сум сакал да разговарам баш за овој елемент. Ова некако меѓу редови го читам од разговорите со нив. Надежта постои до крај. Секогаш. Сите ваши лекари кои биле со пациенти, ваши, наши лекари со кои сум разговарал, кои биле со пациенти до нивното последно издишување, биле свесни дека потешки се фазите кога ќе ја дознаеш ситуацијата, одошто самата смрт. Вика, многу ретко, вика, гледаме смртта, преминот, тај самиот збор предизвикува менување на канал. Ме разбирате, луѓето неќат ни да слушат. Јас знам, мојата сопруга сега, у овој момент, веќе го менува канал. Не сега да слуша за такви работи. Едноставно, нема капацитет да го прифати тоа. Да речеме, сакам само добри мисли, сакам ова, и тоа е во ред. Сакам да кажам дека најголемиот страв кај нас, луѓето, не е смртта, туку агонијата од смртта. Јасно. Но сите лекари ми укажуваат на тоа, вика, ваши колеги, вика, ги држал, со многу смиреност се вика последните моменти. Тоа е, вика, чудесна еден каков спокој, вика, во најголем дел од луѓето ги опфаќа, вика. Дури надприродно. Можам да се сложам. Пред се шокот е најголем на почетокот, кога се дознава веста. После тоа луѓето си наоѓаат, според она што јас го имам како искуство, пак ќе кажам, си наоѓаат некој начин да го рационализираат она што им се случува. И тука надежта има голема улога. Последните денови е точно дека е така. Постои еден мир. Не можам да го објаснам тоа, ама така е. Што ви доаѓа на памет? Па да ви кажам, до пред кратко време ми доаѓаше на памет дека тоа е некој биолошки процес каде што човекот е заморен. Едноставно. Така мислам тоа беше поедноставниот начин на сваќање на работите. Меѓутоа, можеби, ја реков, отворен сум за све и минатиот пат. Не знаеме каде одиме, не знаеме што се случува, не знаеме што се случува со нашата душа, со духот. Можеби се случува нешто што е навистина различно од она што науката може да го измери. Не знам. Сега зборам во шифри. Отворивте религиозно прашање, но еве ќе ве прашам како лекар, научник, стручник, професионалец. Ја проучувате, вие како психијатар во суштина ја проучувате личноста?
и низините слоеви, кои се обично ид, его и суперего, ако Да ги речеме, знаеме. Да. Иако е многу посложено. Дали за цево ова и личност чувствувате некоја сигурност која ќе изговорите душа? Дали можете да го бидејќи имате ли некаква научна скепса или перцепција за тоа што го изговоривте? Спокој, душа, верата, каде идеме, што не идеме и така натаму. Чувствувате дека во секоја личност постои нешто повеќе од она што е, значи во еден човек Апсолутно, кој комуницира. разбирам. Научна скепса секако дека има. Има. Секако дека има и сега да речеме повеќето од нас, моите колеги би рекле, тоа е начин како да се сузбие стравот од смртта. Сакаме да веруваме дека има нешто после смртта. Така не се плашиме од неа. Меѓутоа, може би тоа се случува и кај мене. Меѓутоа, секако дека имам еден голем прашалник кога разговараме за она што се вика душа. Се обидувам на секој начин да си го објаснам тоа некако од научен аспект. Ама јасно ми е дека тоа е надвор од капацитетите на мојот начин на логично размислување. Да, бидејќи е збор кој означува, ама не ги знаеме суштините во него. Не ги знаеме научни, не можеме да детектираме и рационалниот ум не може да го исперцепира. Нормално, ни научниот. А интуитивно го чувствуваме. Да, или сакаме да го чувствуваме. Прашањето е тоа. Добро, како се однесувате? Еве, јас сум вечерва ваш пациент и дојдов изнагуглан. Пациентите кога идат и на забари кај све, ја често пати сум се фатил, а иако на моите гледачи им совету. Имате проблем, идете на лекар. Не гуглајте. Не. Ке гугла, ке иде по бабици, ке иде по се и така натаму и така натаму. Да ти кажам една ситуација. Ја, знаеш, често пати во емисијата, докторе, некоја јавна исповест права. И мислам дека често пати сум се прашувал зошто тоа го, од и други ме прашувале. И ја викам, стварно зошто јас тоа го правам. И мислам дека ми е најдобар одбранбен механизам, бидејќи колку повеќе се соголиш, толку помалку има што да те рачкаат. Не се. Али интересно беше, кога Вардар играше, беше многу стресно. За ракомет. Да. Сега пред некоја недела. И ја им објави фотографија, дека не можев да поднесам тоа, иако беше фотографијата од дента предходно, Реал Мадрид, имав некој болки, отидов на преглед у Систина и се сликав ту дека ми прави ЕКГ стрес тест. И го објавам, викам, ја ова вака не можам да го гледам, еве како го гледа Вардар, на шега. И објавувам фотографија. Луѓе извадени од памет. Значи, колку и да се трудам, да ја демистифицирам, дека идењето на кардиолог, идењето кај онколог, идењето не е веќе поразлично од идење на забар, обичен преглед. Дека идењето на психијатар, луѓето ги заклучуваа до вчера, луѓе малце е гребнат у главата, го заклучуваа у подрум да не се срамела фамилијата, значи со такви работи. Се уште ми се јавуваат, како си, шо си, луѓе преглед. Им пишувам преглед, со помен нека, преглед ништо не ми е. Леле, побрзо да оздравиш. Други да цркнеш, знаеш, онака кој што ти мисли. И сваќам колку е страшна таа состојба кај пациентите, кога ќе видат кај некого состојба на болест или ќе претпоставуваат кај себе состојба на болест. Како се соочувате со овие? Тоа ми е грешка со вашите колеги што не ги Како работите со пациенти која ќе дојде? Слушај, ја изгуглав, мене глава ме боли, ја имам она, бидејќи овде ме штрека и прочитав дека е тоа, и он е скоро убеден. Бил по форуми, бил по сите страници сегде. Колку е тоа добро или лошо во целава приказна? Добро е, повеќе е лошо отколку што е добро, да кажам сега, она што прво ми доаѓа. Затоа што пациентите добиваат, доброто е што пациентите се информираат. Не верувам дека има
толку нечесни лекари и лекари кои што не се спремни, кои што немаат знаење, па мора некој да им го додаде со тоа што ќе има информација од страна како пациент. Тоа би било доброто за пациентот, доколку би се нашол со некомпетентен лекар, ама размислувам дури и да се случи такво нешто, лекарот пак ќе си остане некомпетентен во однос на третманот и во однос на менеджментот на состојбата. Меѓутоа, лошото е во тоа што пациентите ги добиваат информациите, меѓутоа вадат од контекст ирелевантни податоци и настапуваат со нив. Лошото за оние од оваа страна, за нас лекарите, е што мораме до препотување да се измачиме, да им одговориме на сите прашања, кои што они до детаљ ги имаат разработено, да речеме, според тоа како они ги разработиле, плюс читајќи ги форумите на кои што се јавуваат и луѓе кои што само од забава кажуваат невистини за собствените. Мада тоа малку, меѓутоа и тоа постои. За собствените состојби или за состојбите кои што се тема на таа група која што дискутира на тој форум. Меѓутоа, факт е дека денешното време го носи тоа со себе како феномен. Сме зборувале за гугализација на пациентите помеѓу другите работи. Ама не ли предизвикува тоа да го одбегне лекарот? Аха, ќе си најдам ремедис ја за ова и после се доведува во многу опасна ситуација. Или? Најчесто не може да го избегне лекарот, бидејќи треба да се направат медицински истражувања. Он може да му се случува на лекарот да му пациентот, тој или таа, на лекарот да му наложи какви медицински испитувања треба да се направат и што се треба да се види за да се дојде до некоја дијагноза која они што си ја замислиле. Меѓутоа, за жал, не може сами да се оперираат, нити сами да си прават гастроскопи. Кога би можело, може би пробале. Ја извини, ме фати хистерија. Точно ова го кажеш, леле, ја истото го направив. Саботата кога играше Реал Лига на шампиони. Тоа е неделата Вардар стана шампиони. Ја добивам силни болки во грбот. Знаем дека ми е грб, ама твојот колега, кардиологот мој, Димитровски, ми рече: а имаш некаков проблем, те молам на преглед подитно, ако сакаш јас да сум ти кардиолог. Ако, вика, добиеш некоја таква грбна болка и не се прегледаш, најди си друг, вика. Ја неќем да те носам, ти си ми пријател и пациент и позната личност и така. И јас среде, таму го догледав у Систина, го догледав Реал. И идам со болка и влегувам. Што ти е, господин Јанко? Вика, ми имам болки во грбот, ово, оне. И вика, лекарка, молим те, подитно, тропоним, да ми го прегледаш. И кажате се ЕКГ. Одма и кажав и легнувам. Абе, не ја чекам ништо да ми каже. И сега ти истото, знаеш, она, арогантен, све знам, веќе со искуство, стекнато се. Ништо не сакав за болките, ми поминаа болките, си ги издржав машки, беа болки од некоја преклада, ама беа многу силни и оштри и сакав само да елиминирам да не е срце, бидејќи кардиолозите велат, чим почувствуваш во грб, во плешка или негде предел, рефлексните болки можат да бидат некако се и овде го кажеш. Ми текна токму ова едно влегуење ургентно и викам, зеви крвна слика, тропонимот, одма да ми го прави. Се наложуваат магнетни резонанци на мозок, со контрасти или без контрасти. Што се не? Спремни се пациентите, доаѓаат спремни. Вие сте приватна болница. И он има право. Доаѓам, плаќам, сакам да ми направиш магнетна резонанца. Имате ли право да го одбиете? Па и ова е добро прашање. У суштина не ги одбиваме затоа што правење на било какво диагностичко исследување не е на одмер, не е лоша работа. Меѓутоа, понекогаш мене ми се случило да одбијам пациенти кога ќе видам дека на вистина нема сврха да се прават некои испитувања, каде што нема никакво место, јасно е дека нема место за такво нешто. И сега со кого ви е полесно? Со пациент табула раза или со нагуглан пациент? Па со нешто помеѓу. Пациент кој што не мора да има познавања, меѓутоа да има разбирање
да верува во докторот. Тоа е многу битно. И да ги следи неговите препораки, успехот тука највеќе шанси има да проработи. Значи, имаме пациенти, поготово во психијатрија, пациентите невротични, анксиозни, да речеме доаѓаат кај мене после посетување на, не претерувам, имало некои кои што посетиле 15-20 психијатри во рок од 2 години. Ако немаш континуитет во тој третман, немаш успех. Ги промениле сите можни медикаменти што постојат. Меѓутоа, се сведувало, да речеме, во главном на промена на медикаменти. Пробувале и со разни психотераписки методи. На крај доаѓаат систина, и тоа го нагласува. Доаѓаме во систина затоа што ова е врвна установа и знаеме дека тука ќе го најдеме лекот. Сега, нема многу шанси за успех ако после кратко време видат дека, знам дека се што е пробано не успеало, затоа што немало континуитет во самата работа. Значи, треба да им се нагласи дека мора да веруваат во лекарот, мора, тој еден исти лекар, кој дае од тие 15 и 20, и тоа им го кажувам, да си го изберат оној кој што они го чувствуваат како некому кому што најмногу може да му веруваат и со него да го продолжат третманот, да не бараат други, трети и четврти мислења, затоа што веќе од една сигурно дека не треба да спречуваме луѓе да бараат второ или трето мислење. Меѓутоа овде тоа е исцрпено комплетно. Значи, треба да се продолжи со оној кој што ти ја следи состојбата. Сега зборувам чисто за психијатрија, ама тоа се аплицира и на другите. Апсолутно на се. Болести. Се согласувам. Апсолутно на се. Но доктора ќе ве замолам за една кратка пауза и потоа идеме за нешто што страшно се случува во општество. Не знаше на светско ниво, а тоа е состојба на анксиозност, паника и страв без никаква причина. Просто е неверојатно колку е зачестена оваа состојба и прогресира. Одиме со реклами. Докторе, кога разговаравме прошлиот пат за анксиозност, многу несериозно ја свати оваа работа, тоа нема везе со мене и така натаму и така натаму. Во меѓувреме, кога веќе раскажав дека повторно ќе бидете и на некој им ги препорача вака по Facebook твоето претходно гостување кај што зборевме за анксиозноста, просто е неверојатно колку луѓе почна да им се отвараат чакрите и во меѓувреме им се случи. Има една работа, само ја би сакал бидејќи уште како дете ја почувствував. Значи има разлика. Јас имав сообраќај на несреќа. Откако направив рика и ја изгубив слезината после сообраќајката. Ми треба едно 6-7 месеци, можеби година дена, бе второ, трето оделение, не може улица да помина. И тоа е некој природен одбранбен страв од она што ми се случило бидејќи кола ме удри кога преминував улица. Но забележуваме состојби на страв и таа нормално ја надминав после известно време, што е многу природно. Мене лекарот исто ми рече, нормална состојба си. Тоа е посттравматски стрес, значи нормална состојба. И го надминуваш во живот, едноставно се залечува како и раната. Но постојат луѓе кои ничим изазвани, кои никаква објективна проблем немале, им се случуваат напади на страв, кои се манифестираат со гушење, со тахикардија. И почнува првата фаза, тоа го објаснувавме во прошлиот тоа која може да трае и со години, испитување каква болест, дали е болен. Како ќе ги елиминира сите стручњаци, лекари и така натаму, полека станува свесен дека е во некоја состојба, па станува стравот од психичка болест. Кој ќе свати дека не е ни психички болен, туку дека е во состојба, почнува веќе некаков процес, а изминале години. Изминале години кај што он веќе има проблем. Развил агарофобија или развил најчесто состојба на страв е од надворешен простор или да остане сам.
И ова е просто со епидемиски размери. Дали се согласувате со мене, бидејќи она што го дознавам, ова е страшно што се случува. Не во Скопје, не во Македонија, во цел свет. Дали се согласувате вие со оваа Апсолутно. констатација? И јас баш пишував за тоа како за епидемија на анксиозност, поготово помеѓу младите луѓе. Што се случува? Прво, да го објасниме, точно тоа е пакетот. Анксиозноста, кога ќе почне да се јавува со телесни симптоми. Паничните напади практично се телесни симптоми, при кои се јавува страв дека тие телесни симптоми значат или смрт, или онесвестување, или губиток на контрола во вид на лудило. Сите тие стравови се во мислите на луѓето кои што се во состојба на паничен напад. Паничен напад е проработување на така наречениот вегетативен или автономен нервен систем. Нервниот систем кој што ги управува внатрешните органи. Доаѓа до најчести симптоми се тахикардија, препотување, чувство на гушење, разни болки. Исто така и периферниот нервен систем е некако зафатен, се чувствува слабост, човек мисли дека не може да стои на нозе веќе. И со тек на време доаѓа откако ќе се исцрпат сите лекарски прегледи, каде човек бара некоја органска основа за таквата состојба, доаѓа до некој вид на социјално повлекување, со дознавањето на тоа дека се работи за нешто што ја не би рекол психолошка состојба. Агорафобија сама за себе, она што го спомнавте, доаѓа во пакет со анксиозните расстройства, меѓутоа сама по себе е така наречена изолирана фобија и тука можеме да го бараме коренот длабоко всаден во некои детски стравови. Она што го нарековте страв да се остане сам дома и е исто во пакетот со синдромот на анксиозност. Меѓутоа, тоа покажува дека личноста има одредени незавршени, така наречени, во психодинамското учење. Стравови од детството, каде што е фиксација на станата на еден период кога ние се осамостолуваме. Различни автори зборуваат за различни периоди. Може би е тоа периодот на помеѓу втората и третата година од животот, да речеме, условно. Каде што настанува потполно одвојување во сознанието на собственото јас од личноста на родителите, на мајката, и тоа предизвикува страв кај малите деца. Бидејќи претходно они чувствуваат дека се во одредена така наречена симбиоза со своите родители, пред се со хранителот, пред се со мајката по традиционалниот систем, бидејќи таа е таа која што е најблиско и најчесто од раѓањето па до овој ран период со малите деца. И тука се јавува таа сепарациона анксиозност. Ако личноста е фиксирана така да е склона да има страв да биде сама, и пред да почнат да се јавуваат тие панични напади, тој страв се интензивира во текот на, сега зборувам панични напади, во текот на појавата на анксиозноста. Сега, дури и Ама ова е еден сегмент, ова не мора да е причина. Ова е едно од многуте причини. Не може да е стрес, може да е Ќе дојдеме до тоа, токму сакав и тоа да го кажам. Психодинамското учење, значи, теоријата за несвесното, која што е воспоставил уште Зигмунд Фройд, од него почнува тоа психодинамско учење. Исто така вели дека анксиозните состојби, не агорафобијата, не фобии изолирани, разни или обсесивно компулзивни така наречени неврози, или хистерични неврози што се помалку и помалку ги има, не се условени од некои внатрешни длабоки конфликти од детството. Туку тие се наречени, според неговата терминологија, актуелни неврози. Значи, се резултат на некој стрес што се случува, тивок стрес да го наречеме, кај човек. Што може да биде стресот? Стресот може да биде од така наречен нооген тип. Сакам да бидам јасен пред аудиториумот. Тоа би значило дека зборуваме за еден период во кој што човек се презаситува, ја губи смислата. Тоа само по себе може да представува стрес и представува.
не може да се пронајде себе си. Пренатрупан со обврски, пренатрупан со задачи кои што мора да ги заврши. Се осеќа незадоволно. Тоа таложи напнатост. И тоа е тој стрес кој што кај одредени личности, бидејќи кога зборуваме сега за стресот, битни се два фактори. Стресогениот фактор надворешен, кој што го предизвикува стресот, и личноста како приемник на тој стрес. Во случајот на анксиозните расстройства, ние дури и не можеме баш да го препознаеме надворешниот стресоген фактор. Тука од пресудно значење е личноста на оној кој што развива анксиозно расстройство. Проблемот е во тоа што практично после започнувањето на манифестирање на анксиозните симптоми, анксиозност пер се, да речеме, или како општа загриженост, исчекувачка, антиципаторна анксиозност, или реакции на најбеззначајни надворешни стимули, пренагласени реакции, сепнувачки реакции, што и во вообичаениот стрес синдром се јавуваат, и паничните напади, кои што се надградба на ова, кога максимално проработува вегетативниот нервен систем, практично почнуваат како да се откочува, како да се алтерира, така и се објаснува тоа, вегетативниот нервен систем или некој центар кој што го контролира во мозокот. Немаш контрола над себе, губиш. Не зборуваме за свесна контрола. Тоа не може свесно да се контролира. Тоа е стравот. Веќе немам контрола над нешто се случува со мене, ама немам контрола. Така они го доживуваат сето тоа. Значи практично они го доживуваат така. Практично имаме состојба на страв каде што или мозокот, популарно да се изразам, дава импулс за реакција на страв на организмот каде што немаме реална опасност. Кога сме во реална опасност, ние ги имаме истите тие симптоми. Нормално кога е човек во состојба, во загразувачка состојба некоја од надворешен фактор. Организмот е спремен на борба или на бегство. Срцето чука посилно, мускулатурата е спремна во одредени моменти и никаков ништо животно загрозувачко од надвор немаш. Во случаите на немаш ни болест внатрешна никаква која би предизвикала тоа. Едноставно се случува нешто што вегетативните центри, центрите на овој вегетативен нервен систем кои што го контролираат, се откочуваат, се пренадразнуваат. И тука се лачат и адреналинот, на подолги патеки се лачи и кортизолот, меѓутоа тоа е во доменот на состојбите на пролонгиран стрес. За анксиозноста кога зборувавме, за да не ја изгубиме онаа почетна позиција, епидемиски размери точно има. На што се должи тоа? Јас си го објаснувам некако на ова ново време, кое што носи со себе технолошки напредок, кое што носи со себе еден друг вид на комуникација кај младите луѓе, се почесто се врзани за интернет, се почесто се врзани, не се упатени кон природна комуникација со своите врсници, се поретко одат во природа, едноставно, не дека единствено она што го носи современата технологија, тоа го предизвикува, меѓутоа, исто така, брзината со која што ние добиваме мноштво на информации кои што воопшто не ни се ни потребни. Се губиме во информации. Претрупаноста на информации исто така според мене доведува до еден стрес кој што предизвикува анксиозност. На човек му треба празнење, на човек му треба релаксација, му треба контакт со природа. Природата е она што го празни внатрешниот електрицитет, кој што инаку се празни преку панични атаки, преку панични напади. Вака. Тие луѓе можат да ја надминат состојбата, но познавам луѓе кои таа состојба ја задржуваат и со децени и не можат да излезат од затворениот круг.
Паничниот напад кој ќе се случи, проблемот е како да се пресече. Ако добро ве паметам, прошлиот пат ми рековте, вака, што ти сметаш дека е паничен напад? Ја ви реков, еве да речеме, тахикардијата. Тахикардијата. Може од лоша храна да ти се создаде киселини, подига диафрагмата, ќе почне тахикардија. Да, тоа е веќе физиолошки јасно. Физиолошки, ама не знаеш ти дека ти се случува физиолошки. Точно. Така, имаш тахикардија која веќе станува непријатна. После 15 минути не се смирува, се посилно лупа и доаѓа до еден цикличен процес кај што се зголемува стравот, а Тоа стравот е свесниот дел зголемува. веќе реагира со страв. Што ми се случува сега? Сега што ми се случува? А што ми се случува? Вие предпоставам? рековте во тој момент дека најдобро е, ако не знаеш од што ти се случува, нели? Ако е вако јако што го објаснувам, земи се ода бикарбона и ќе се издригаш, ќе ги Ако намалиш знаеш што ти се киселините. случува. Да, и ќе смири. Но има луѓе кои влегуваат у ваква состојба, например со тахикардија, со страв, не признае. Вие рековте вака: ако чувствуваш таква тахикардија, тогаш да најдобро земи трчај. Значи, доведи се, ако добро ве разбрав, Ќе да ви се објаснам. доведе во ситуација која предизвикува токму таква состојба. Ако добро ве разбрав, значи на човек ако му е нешто страв и му лупа срце, земи трчај или вежбај како исто кардио вежба кога имаш. И у тој момент ќе се надмине стравот. Дали сум во право? Дали добро ве разбрав од прошлото ваше гостување? До негде. Не мислев да се дополнително да се оптеретува човек со вежби кои што бија зголемиле таа тахикардија или бија одржале. Добро. Туку да си даде ментална наредба да ја појача таа тахикардија. Значи, ова е нешто друго, значи не сум Зборував за така наречена парадоксна интенција. Значи, Добро. Вежбањето и фитнесот и спортските активности. Тоа е реална физичка. Тоа е нешто што е препорачливо помеѓу нападите. И во нападите ако може. Меѓутоа, не верувам дека во паничен напад, кој што е интензивен паничен напад, кај што човек е практично свеста му се губи се стеснува, така. се стеснува до толку да он мисли дека умира. Не може да, он може да презема и такви активности со вежба постепено. Меѓутоа за мене не е тоа клучно. За мене е клучно наместо да се труди да контролира. Што обично го прават луѓето. Си даваат ментална наредба, ајде сега смири се. Биди смирен, се е окей со тебе, значи зборуваме за оние кои што веќе ги поминале сите кардиолози, гастролози, гастроскопи, екагиња и сите истражувања на мозокот со магнетни резонанци. Сето тоа се случува пред да се уверат дека навистина имаат панични напади. Не сите, повеќето. Да не си даваат наредба, контролирај се, биди силен, биди јак, ова ништо не ти се случува, имаш паничен напад, мисли на своето дишење, се ќе биде во ред. За мене таа ментална наредба, да ја речам, која што е во доменот на когнитивно, така наречената когнитивно-бихевиорална терапија, и е помалку ефикасна отколку оваа така наречена парадоксна интенција. Што би значило, препушти му се на стравот, пропушти го низ себе. Намалија контролот, бидејќи кога зборуваме за личноста како фактор, кој што е приемник на анксиозноста, обично се тоа контролирачки личности, обично се амбициозни личности, обично се перфекционисти, оние кои што сакаат да остават слика за себе пред другите, каква што другите би очекувале од нив, кои што се напнати врзано за околината. Таа внатрешна контрола треба да се разлабави. Тогаш немаме тензија која што го активира тој вегетативен нервен систем. Тешко е да се постигне, меѓутоа со вежба се постигнува. Какви вежби? До една перверзија кога им кажувам на луѓето, пробајте, иако ви се чини ова ненормално, и затоа се вика парадоксна интенција. Добро. Да пробајте да ги претворите симптомите кои што ви се непријатни во пријатни. Затоа што тоа е едно
обично празнење на некој биоелектрицитет кој што е со повисок напон. Негде мора да избие. Избива низ празнење од типот на паничен напад. Пропуштете го низ себе и појачајте го. Трудете се да водите некој инат со она што се случува во вас самите. Тогаш практично се губи оној дел кој што е психолошката надградба наша. Што ми се случува, ќе умрам, ќе паднам во несвест, ќе полудам. Затоа што тогаш практично му се оди на рака на симптомот. Значи, појачување ментално. Имам тахикардија, си давам наредба да ја појачам тахикардијата. Имам гушење, си викам, ајде да се угушам сега. Сакам да се угушам. А не... Вау! Ovo je revolucionerno. A od една страна има еден владика наш кој исто со психолошките проблеми, бидејќи низ исповест и он се соочува со своите верници, кои истите стравови малце поинако. Он вели, парафразирано, во неговиот докторат има напишено да се прифати состојбата. Ние, значи, вие го велите тоа што еве и духовникот црква исто го има напишано во докторат, ќе ви го дадам докторатот да го прочитате. Значи, предпоставувам сега умот, кога доаѓаш у некоја состојба на тахикардија и гледаш прво апче за смирување, апче за прекинување на тахикардијата, сода бикарбона да земам, паника, врати ме назад дома, ало мужу, врати се дома, жено, не ме оставај сам, дај некое друштво, ова, она, паника ми е, добивам алергиски напад. Не, прифаќање, thank you very much, и препушти се, уживај у тоа. Затоа што не можеш да контролираш секако. Не можеш да го контролираш. Ако ти дошол судниот момент, тогаш дошол и готово. Еве сега да ти кажам. Присуствував на една ситуација, пријател мој во една тешка тахикардија и ме повика. И дојдов да го смирам, дојде и брза помош. Лекарот. Стар, искусен. Ова пред 30 години. И му вика, ништо не ти е. Ама ја ова, она, ваму и таму. Што ти е, му вика. И сега седи бе тука сите вознемирени. Стварно состојбата беше таква, значи му го гледав кога дојдов пријателот да ме повика панично, дојди, од ништо така, гледал телевизија, значи мислев дека срцето ќе му излезе. Како една огромна кеса, му оваква. И мислеше дека ќе умре. Значи не ти е. И сега му вика лекаров од брза помош. Леле, цела филозофија. Слушај ме добро, бидејќи ова и на гледачиве кој искуство. И му вика вака. И што ти беше? Ама мене срцето ми лупаше. Зошто? Па не знам. Зошто? Па што си мислеше? Па што ти беше? Страв. Страв од што? Па не знам. Изговори му вика. Страв од што? Па дека ќе умрам. Па ако ти дошло време за умирање, so what? Штама 2 минути. Ама знаеш како? Соба со 6-7 души. Сестра, шоферот, лекарот и ние тројца, четворица што му дојдовме на пријател. Штама, си стана, си излезе, ние чутевме уште пола сат, не му се повтори на човекот. А претходно имал такви проблеми и друг пат. Не му се повтори. Значи, мислам дека он у тој момент свати дека чекај, па ако треба да умрам, so what? Да, тоа е вежбата. Нема да се случи да умре, сигурно. Да, нема да, нели, ама веќе ако чекај, значи потполно прифаќање на состојбата. Но велите, ај сега вас да ве разберам. Нема секој такви, има различни кои се анксиозности. Значи велите вака, бидејќи вегетативниот систем не можеме да го контролираме. И одеднаш чувствуваме дека прави нешто што е надвор од контрола и надвор од состојбата, бидејќи нели да ги имаш тие симптоми кога си во шума сам и видиш волк, природно е. Yes. Така, тоа е природна анксиозност, имало од неприродната и сега. Значи, у оној момент кога ако ти почнеш да ја контролираш, не можеш. Доаѓа до фрустрација, уште поголем страф, еден затворен луп од кој не може да излезе. Тоа се синџирите на кои со ракетна брзина се случуваат, не еден по друг, меѓутоа треба да се пресече некаде на почетокот. Значи, пресечувањето е во моментот кога јас
се обидувам на тој вегетативен систем, што, например, на некого како, ајде да кажеме, се гуши, Како му да е, лупа некој срце и симптом. така натаму, едноставно, и јас му викам, гуши, као да гњурам. Значи, ако ми е гушење, јас се обидувам ментално како да го замислам ова. Ќе ти помогнам уште нешто. Ке гњурам. Не му викаш ми лупа гуши. срцето, окей, ајде да видиме, 160, 165. И у тој момент изгледа дека свеста успева да допре до неуровегетативниот систем и да се воспостави некаков контакт помеѓу свесното и несвесното. Тоа ли се случува? Јас мислам дека свеста не долева бензин на огин. Свеста не долева паника. Аха. Зашто паничниот напад без паника не е паничен напад. Така. Е само вегетативен пароксизам кој што ќе се практично и ќе престане да се случува ако доследно ова свеста го прифати и го менаџира. Свеста треба да стане господар. Да каже јас да се накити со туѓото перje, да си каже јас го предизвикав ова. Што не е точно, меѓутоа едноставно тогаш свеста си вели се е окей, затоа што нема зошто да бидам загрижен. Ај практично. Се вози човек во кола со сопругата, со сопругот и така натаму. Доаѓа до паничен напад, враќај се дома, не можам да издржам. И тоа е веќе отпор. Состојбата ќе биде лоша уште цела вечер и за него, и за неа, и така натаму, и така натаму. Што е најдобро? Еве, например, техники. Ти доаѓа, збориме за техники. Или се шетаат. И почне напад, овако, да се вратиме дома. Во некоја безбедносна зона, па тука доаѓа до некој смирување. Или сам останува дома и брзо се јавува, доаѓа до паничен напад, брзо се јавува, врати се назад, па кој ќе се врати некој и така натаму. Значи, што во таа состојба, како техника да си каже, окей, сега се препуштам. И сега, во таа состојба, он чувствува немир. Он чувствува дека не може да отиде на роден ден, на свадба и така натаму ќе делува. Значи, ќе треба да сузбива она што внатрешно го чувствува, а да глуми нешто сосема друго. Како тука да се препуштиш на ситуацијата и да овако, а да сепак или да не ти е гајле што како ќе изгледаш пред другите. Начинот е исти, меѓутоа, добро е што го поставивте ова прашање. Мислев да го отворам, ама избега некако. Многу е битно како се однесуваат луѓето од околината, најблиските. Поготово во ситуации кога се бара од нив да бидат тука, да даваат некоја сигурност. Јасно им е на оние кои што имаат панични напади дека нема никаква логика, не може ако сопругата има паничен напад и треба сопругот да ја држи за рака и она се смирува. Кој е начинот на тоа смирување? А ако е сама, ќе биде многу полошо. Значи да не навреглуваме во некои други сфери. Тогаш е свеста. Ако се онесвестам или ми застане срцето, он ќе ми го спаси животот, ќе ме однесе во болница и такви работи. Меѓутоа, ако влезеш во тој начин на, да речеме, фаталистичко размислување, знаеш дека ни 100 луѓе околу тебе нема да те спасат ако така требало да биде. Така, во право си. Нити докторот ќе те спаси, а знаеш дека кога ќе отидеш во болница, ништо нема да ти направат, освен што ќе ти дадат една ампула морфин, диазепам, диазепам, нешто така. Што можеш да го имаш и дома, ако во крајна линија сакаш да се смириш. И они многу добро го знаат тоа. Луѓето кои што го имаат тој проблем. Меѓутоа, некои од нив упорно бараат да бидат блиску до болници, кога одат, тешко се одлучуваат да одат негде подалеку од безбедното место од станот. Па и ако одат, калкулираат каде и како ќе има амбуланти, има и такви случаи. Меѓутоа, најчестиот дел од луѓето го надминуваат со тоа што нема никаква сигурна гаранција дека нема да им се појави пак, али они знаат да си го менаџираат кога ќе се појави пак. Така. Значи таа состојба со мојот пријател што се случи, значи таа состојба, јако викам, не му се повтори, во смисла не му се повтори да не вика, да вика брза помош, да не вика нас да го држиме за рака. После 15-20 години он ми призна, вика, мене ми се повторуваат, ама знам да се носам со тоа. Значи, вика, идам на изложба, ме фаќа тој
paničan napad, ovo, ono, ništa. Vika, okej, malce. I to je. Znači, ja prihvaća sostojbata, ne se bori protiv sostojbata, ama ne bega. I vikam, ne ti je strav deka ke se onesvestil. Abe, vika, vidi, se onesvestil doma ili tamo isti mi je. Jasno. Baš mi je gajle, vika. Znači, ta sostojba na jedno cool razmisluvanje svesno, to što je. I сега, mnogo je prašanje vo motivacija. Знаеш, кога разговарав со него, а и со една моја пријателка, имав една пријателка која не можеше од дома да излезе долг период. И вака и вика една другарка незина и вика. Беше осамостојување на Македонија, а шо вика еве сега нели авиони ако дојдат да бомбардираат вика, мораме да бегаме. Ке бегаш преку водно? Ке бегам. Значи можеш да излезеш. Апсолутно. Прашање е како ќе се мотивираш ти во таа Во реална ситуација. опасност. Вака ќе се Вака. мотивира. Треба ли малце со шарм и со шега или треба драматично сериозно? Како треба тие луѓе околу нив, луѓе кои имаат анксиозност или панични напади, да се однесуваат? И како да се однесуваат по оние кои се потполно сами и нема кому да се обратат? Еве, например, луѓето околу тие што имаат панични напади. Како треба да се однесуваат? Ајбе, доста, не ме гњави. Хуморот Или е апсолутно. Не ме гњави. Меѓутоа треба да бидат индиферентни. Да бидат кул, што се вика. Да не се вознемируваат од паниката на другиот. Затоа што тоа е по пат на сврзани садови и веќе вознемирен. Јас сум вознемирен заради тоа што ти си вознемирен, а истовремено почнува и процес на вознемирување кај другиот затоа што гледа кај како во огледало гледа вознемиреност и си вика ова е нешто сериозно со мене. Не го вика тоа свесно. Меѓутоа тоа оди на некоја друга релација, да речеме, несвесна. И рецептот е да им се остави што повеќе простор сами да се борат со тоа. Со анксиозноста на луѓето. И јас ги терам да вежбаат овака, да речеме. Имаме личност која што не сака да биде само. Не може. Она може, меѓутоа не сака да биде само дома. Велам, ти мораш да го направиш чекорот. Никој за тебе тоа не може да го направи. Бидејќи не сакаш да бидеш сама дома, ти ќе вежбаш да бидеш сама дома, намерно, ќе наоѓаш ситуации, ќе ги бркаш другите од дома. Прво ме гледаат џашено. Како можам ја тоа да го направам? Јас сакам да се ослободам од анксиозноста, ти ми кажуваш дека јас треба да ја набијам анксиозноста. Да ја предизвикам. Тоа е единствениот начин. Ќе видиш дека Не ова Фройд соочување со проблемот? На некој начин? На некој начин, меѓутоа Фройд е психодинамика. Фройд е откривање на несвесното, што повеќе навлегување на несвесното, во несвесното на сметка на што повеќе добивање територија на свесноста на сметка на несвесното. Значи, разоткривање на некои несвесни внатрешни конфликти преку така наречен процес на слободни асоциации, кој што он ги добивал најчесто со ништата на своите пациенти. Меѓутоа, одиме сега на друга област. А вие ова го рековте каква динамика Психодинамика. Не, ова со анксиозноста вие го нарекувавте како актуелна невроза. Актуелна невроза. И самиот ја нарекол актуелна невроза. Неговите теории биле дека е предизвикана од добро, он малку Добро, не мора да идеме на Фройд. Еве што вика современата психијатрија денеска за овие состојби? Современата психијатрија вели дека постои алтерација, значи не се изјаснува децидно, не е најден субстратот зошто тоа се случува, одредени личности кои што практично денешното време се повеќе и повеќе ги носи, она што го опишав како карактеристики, хиперсовесни, воркохолици и така натаму, амбициозни, перфекционисти, контролирачки, дека во еден момент на некој мал внатрешен стрес, конфликт, актуелен затоа што произлегува од термонуклеарна реакција да предизвика. Да речеме, предизвикува алтерација на така наречениот вегетативен нервен систем, кој што почнува да реагира со повеќе надразба. Ќе направиме кратка пауза и уште пар совети кои морам да ги побарам во врска со оваа тема од вас. Тука сум. Одиме.
Докторе, дали на ваквите пациенти, кои не би ги нарекол дури ни пациенти, значи луѓе со состојби, кои бараат помош кај вас, најчесто бараат некој волшебно апче. Рековте дека таква работа не постои, иако времено може некоја да ја Го прикрие. употребуваме паралелно со ова што е психотераписки дел, разговори и така натаму. Имаше еден клип на Фейсбук, вика нема подобар антидепресив од ова. И сцена 15 минути идење низ патека, низ шума. Една пријатен амбиент, убав, чист воздух и така на и тоа е на вистина така. Апсолутно. Што го рековте Тоа со вие. природа, да. Прошетка низ природа, низ шума е празнење на вишокот на тој електрицитет во нервниот Систем. Јас што го викам биоелектрицитет. Биоелектрицитет, одлично, одлично. И сега кажете ми, луѓето често пати посегнуваат кон медитации, посегнуваат кон вакви работи, што е добро, и се вртат повеќе, станува некоја свесност, па и кон здрава храна. Што е тука што може да помогне? Например, вашиот колега, доктор Димитровски, кардиологот, направи вистински бум кога овдека објави дека пола литор, па барем на ден, и мене ме убедуваше, и ме убеди, кој сум заколнат антиалкохоличар, не поднесувам алкохол, ме натера да пијам чаша вино на ден, затоа што тоа е добро за нервниот систем, за крвните садови. Крвните садови, се извинувам. Антиоксиданција, апсолутно се слагам со тоа. Значи, умерена количина на Умерена количина, апсолутно. Ако е неумерена, веќе отидов. Да ги смириме сега колегите преска што им рече дека пиењето алкохол меѓу мажи е латентна хомосексуалност. Не го рекам. Ке ги умрав. Тоа беше оф рекорд и Не, оф рекорд. Али фала ти, ке ги јадам наредни, додека сум тук у телевизија, душе ке ми шега на страна. Кажете ми, има една работа која е доста популарна и која доста се препорачува како универзален лек, се повеќе е актуелна, кај нас се легализира и производството почна, тоа е маслото од канабис. Често пати го препорачуваат за против болки, борба против канцер, но велат дека делува смирувачки, делува антидепресивно. Имате ли некакви искуства и сознанија во врска со маслото од канабис? Имам некакви, не се големи, меѓутоа со она масло од канабис, со оној тип, има неколку проценти, мислам различна концентрација, кои што не се без ТХЦ, така наречено, кои што тие со ТХЦ се за некои диагнози за кои што треба само за кои што мора да се има рецепт. Не се сеќавам, беа 4 диагнози, имавме презентација за тоа пред неколку месеци, кога излезе кај нас во Македонија, зашто би можело да се користи и да не должам оние што се со ТХЦ, што би значило дека ја имаат она седативна супстанца на канабисот, се користат за само одредени диагнози, за тоа е дозволено. Меѓутоа, ниедна од тие 4 диагнози за кои што се користи маслото од канабис со ТХЦ не е психијатриска диагноза. Значи, практично останува да видиме колку во третманот на анксиозноста овие масла со без ТХЦ имаат ефект. Од некои пациенти кои што доаѓале и ги користеле, гледам дека не се незадоволни, баш обратно, и во комбинација со антидепресиви, оние благи антидепресиви кои што вообичаено се даваат, и има една друга работа, делуваат антихипертензивно. А што значи нискиот притисок, кој помалце го спуштаат повисокиот притисок, значи го регулираат на некој начин притисокот. Сега, не ме земајте како пропагатор на улјето на канабис, на маслото на канабис, се уште ги немам искуствата, нити сум во план да правам некои истражувања, меѓутоа ќе дојде еден ден кога некоја критична маса на пациенти ќе го употребува и тогаш ќе можеме да кажеме да споредиме, да видиме што се случува. Што правиме со алкохолот? Често пати на запад, па и кај нас,
тешка работа, мала плата, малтретиран си, фрустрација е голема. Имаш некоја сигурност, ама едва и крпариш крај со крај и создава една фрустрација кај луѓето. И гледам, најчесто, најпопуларно е да земат, да се изнапијат. Не зборам за онесвестување, туку земање, па малце да се заклатиш и така натаму и на тој начин. Во Англија, например, тоа радикално се прави, го забележав, луѓе кои работат во бизниси, во корпорации, кај што има стрикни кодови на однесување облека ваму, таму е многу напнато и така натаму. У петок се убиваат за викенд. Тоа го нарекувавме, бидејќи работев едно време во Центарот за зависности и имаше некои 4 типа на алкохолизам според еден познат автор од тоа време, сега не можам да се сетам на Викенд името. алкохолизам? Ова е викенд алкохолизам, или така наречен алфа, бета и гама беа и делта, 4 вида на алкохолизам. Едниот беше алкохолизам врзан за некои внатрешни тензии, анксиозност, која што се решава како практично справување со внатрешниот стрес и со набојот негативен. Вториот тип на алкохолизам беше така наречен обичаен алкохолизам, што го имаме традиционално кај нас. Има луѓе, поготово во руралните средини, од сабајле до вечер, како многу добриот скеч со К15, ичитуваат од сабајле до во читална. У печатница. И тоа е сериозен алкохолизам, затоа што е целодневен. Третиот е медитерански, кога одредена концентрација, така наречен медитерански тип, одредена концентрација на алкохол секогаш има во крвта помалку, е сличен со овој вториот што го спомнав. И четвртиот е овој за кој што зборивте. Го нарекуваат и скандинавски тип. Значи викенд алкохолизам, меѓутоа интензивен викенд алкохолизам. А после тоа 5 дена абстиненција, додека се работните дена. И тоа често пати сум го забележал и на летување, тоа го прават, знаат неколку дена да се убијат и потоа неколку дена на вода да бидат, вегетираат и така натаму. Сега, само тоа да го кажам. И овие не го пропагираме анксиозни ни алкохолизмот, туку ова треба да влезе во категорија на нездрави начини за справување со стресот, практично. Алкохолот и состојбите на анксиозност. Да, се посегнува кон алкохол. Затоа што Добро или лошо тоа? Не е добро. Умереноста е добро. Значи, чашата вино која што ви ја спомнале, која што ви ја спомнал доктор Димитровски, е окей. Затоа што е антиоксиданс, за алкохолот се вели, сега треба да бидам внимателен што ќе го кажам ова, меѓутоа и е со некои истражување покажано дека е најдобар психостабилизатор. Меѓутоа, луѓето многу ретко знаат умерено да го земат. Значи тоа ако се зема како лек, една чаша, 3 пати по една да речеме, или 2 пати по една. Затоа најдолговечните луѓе кои сум ги познавал, цел живот пиеле чашка ракија, ама никогаш повеќе од тоа. Значи, ги знам дури на гладно станува од сабајле, прво чашка ракија и сум ги мислел не се нормални. Ама никогаш повеќе од тоа. Да. Да. И, значи, умереноста на тоа предизвикува и некоја состојба која организмот може да ја поднесе без стрес, а да делува позитивно на него. Веќе на тоа, ти само мислиш дека добро правиш, а уствари... После тоа правиш штета на организмот. Тоа исто и како со медикаментите. До одредена концентрација, тоа е во фармакологијата, на сите предавања ни го кажува туку речи на секој од нив. Лековите се лекови во одредена концентрација, после тоа се токсин, после тоа се отрови, практично се штетни за организмот. Значи, на таа концентрација, кога велам после тоа. Истото и со алкохолот. Сега него исто пропагирам како лек, меѓутоа фактот е дека ако може некој да го одржи на толку умерено ниво конзумирањето на алкохол, тогаш нема зошто да не... Пред да го поставам и последното прашање, дали сте нашле или наслутиле некои заеднички имена, бидејќи не ја знаеме причината за анксиозност и најверојатно никогаш нема да биде една. Но дали има некаков заеднички именител кој полека ви се открива, вака на кој сомневате?
кога зборам, да речеме тоа е, не знам, шекер или некој или сол или нешто црвено месо или некој конзерванс, дали сте ја не викам дека се во ова може, бидејќи Зборувате за анксиозните причини кои што состојби. ги наоѓаме за анксиозноста во исхраната. Да, кај анксиозните луѓе наоѓате заеднички еден именител меѓу останато, еве во исхраната. Дека сите анксиозни луѓе се Не зошто ова се извинувам, не можам да ви го, можеби не сум толку интелигентен да го стручно парафразирам, но ќе го парафразирам вашиот колега, лекар, кој директор беше на кој е директор на онкологија, кој беше овде гостин. И вика, сите заболуваат од рак, ово, на вамо и тамо, но сум забележал дека кај вегетаријанците скоро и да нема луѓе заболени од рак. Ја вика, немам никаков научен доказ за поврзаноста помеѓу канцерот и вегетаријанството, но знам дека многу не сум сретнал вегетаријанец кај мене на клиника. Да, ама тоа е друго поле. Да, Ја друго немам поле. научен Сега- доказ за поврзаноста на анксиозноста со карциномот. Да. Затоа Има ли некој заеднички именител кој сте го приметиле во анксиозноста, а да е заеднички кај сите да го препознавате во нешто? Еве, може би и ненамерно да излегува. Предпоставувам, ни наукава општа нема, гледам кој што читам, се труди да најде некоја причина по која би можела да биде елиминирана. Но еве, например, еве конкретно, дали ослободувањето од црвено месо, бидејќи јадењето црвено месо и месо животно убиено со стрес, кој е лачи хормон на страв и стрес. Аха, тоа е теоријата. Предпоставувам дека ние многу конзумираме месо, а со тоа предпоставувам дека конзумираме и нечија ненормална состојба. Не знам, сега... Она што се зборува, затоа викам се зборува. Дали кај вегетаријанците е помалку изразени со Кај овие вегетаријанците веројатно, ама ова можам да го кажам само колоквијално што би се рекло, не од она што ја го знам од некои научни истражувања. Агресивноста е помала. Не зборуваме за анксиозност. Може би, добро, агресивноста и анксиозноста имаат некоја поврзаност, меѓутоа, искрено не наоѓам заеднички именител помеѓу исхраната и анксиозноста. А црвеното месо би рекол дека би можел да кажам дека ја одржува на повисоко ниво тој потенцијал за агресивност. Инаку заедничките именители за појава на анксиозност ја ги наоѓам во срединските фактори, во факторите на личноста, во превисоките очекувања од самиот себе. Тука настануваат овие кршења, каде што после тоа започнува приказката со анксиозноста. Со исхраната не би можел да ви кажам. Дали им препорачувате на пациентите, на луѓето, на гледачите, да имаат контрола, дали се иде кај вас само кога се има симптом, бидејќи, нели, за бар редовна контрола се прави, за срце редовна, и да немаш никаков симптом, прегледуваш крвна слика. Дали е такво нешто потребно или у кој момент човек треба да одлучи да дојде кај вас, па макар да елиминира? Прво, ние прозборевме пред малку за вообичаените предрасуди врзани за психијатриската услуга. И тоа е во подобрување некој, да речеме, се повеќе се разбиваат тие предрасуди, меѓутоа многу често пациентите кога влегуваат во психијатриска ординација, тоа е како повеќе од смртна пресуда за нив. Тоа го имам видено. Како етикета некоја која што не може да ја избришат никогаш. Од пред 20 години, помеѓу другото, учествувам и во едно движење невладино, и точно 20 годишница имавме сега. Честито, кое е движење? Кое е невладино? Движење, тоа е невладина организација Добре дојде, која што е веќе во замирање практично, меѓутоа ова е 20 годишница од формирањето. И сите наши кампањи беа врзани за разбивање на предрасудите, врзани за менталната болест, предрасудите за од типот дека луѓе што имаат шизофренија не се опасни и непредвидливи сите и дека секогаш може да направат нешто што е премногу агресивно или деструктивно. Меѓутоа,
предрасудите постојат. Оно што го кажавте вие, да не го изгубам. Значи, доаѓањето на психијатар не мора да биде редовно како преглед кај завар. Меѓутоа, може психијатар или психолог или психотерапеут многу да ни помогне во нешто што го викаме обична животна проблематика. Ми се случува нешто што не можам да го пребродам за ден, два, три. Тогаш зошто да не отидам кај некој да се советувам? На една сеанса само. Чисто советување. Не мора да биде длабенска психотерапија, нема ни да биде. Меѓутоа, нема да ми биде на штета. Секако ќе ми помогне. Ние меѓу себе, нашиот занаед го учиме на нашите проблеми и пожелно е, а тоа е практично треба да биде правило без кое се не може, секој психотерапеут, психијатар, психолог да има и свој супервизор повремено со кој што ќе своите собствени проблеми ќе ги решава. Семинар на психијатри во Њујорк, у лифтовите на 50 спрат, не знам, Волдорф Асторија или што ти ја знам, заглавува лифтот со околу 3-40 огромните лифтови. Идат на семинар. 12 од нив добиваат паничен напад. Кажете ми. Тоа се само луѓе. Кажете ми. Рековте уште еднаш да го повториме, бидејќи анксиозноста е нешто што е најизразено, најчесто, а повеќе прави проблем од што е реален проблем. Рековте дека луѓето околу таквите луѓе се треба да бидат поиндиферентни, по-кул, ако ве разбрав. Оние кои што се до нив, блиски. Што се до нив, блиски. Интересно е дека овие луѓе кои подолго ја задржуваат оваа работа, сум приметил една тенденција дека повеќе сакаат да зборат за својата состојба, одошто да слушнат некој кој ја надминал. Значи, многу тешко прифаќаат совет. Апсолутно. Значи, ја како мал, добро се сеќавам каков ми беше стравот после сообраќајната несреќа, кај што имав тешка операција и така натаму. Обично кажувам дека како се надминувала таа ситуација, како мајка ми ја сум ја држал, па не сум ја држал со рака, па еднаш сам, па стоела на тротоар, па ме пуштила да се овакво, па после со другарчето и некој процес сам кој што сум го надминал. Значи, приметувам кај такви луѓе, кои ќе поразговарам, они бараат само да ги слушаш, ама ништо не прифаќаат и ништо не допира од нив. Како да постои една ментална блокада. Едноставно, свесни се, рационални се, бараат помош, но никаква помош не прифаќаат. Едноставно не допира. И било кој совет, и да е најрационален и од најблизок, едноставно, да. Го има тој механизам, несомнено. Некај сите, меѓутоа е доста распространет. И тоа е, практично тоа покажува колку луѓето не сакаат да се откажат од сопствената контрола. Тоа е пак проблемот на контролата. Има и нешто друго, што е исто проблем на контролирачките карактери, што ја го гледам во ординација, од секојдневното искуство. Луѓето, иако јас можам да го препознавам после 4-5 минути проблемот, откако ќе се изложат, после 4-5 минути излагање од самиот пациент. Меѓутоа, пациентите имаат потреба да дообјаснуваат. Како им читам во погледот дека не ми веруваат дека ја го разбирам проблемот. Па чекајте да ви кажам уште ова. Од сето тоа што ви го кажам, ама во вторниците во 5 часот овде имам една точка која што многу ме боли. И се шири науму. Добро, и го ставаме и тоа во пакетот на анксиозноста. Гледам, се уште не доверба. Значи, погледот кажува, веројатно ти, докторе, ништо не сваќаш од ова што ти кажам. Треба да ти кажам дека и овде ме боли, и овде ме боли, и се трудам да им објаснам дека знам за што се работи, меѓутоа, они си продолжуваат и помнатаму. Еве, пријателка моја, сопругот нејзин е у таква ситуација, она е веќе размислува да се разведе. Да го остави, веќе не може да го поднесе. Може ли у таква состојба, кога он веќе не е спремен да отиде и не си ја признава болеста и состојбата, има реален проблем, најблискиот, ако е веќе сопруг или сопруга, не верувам дека некој друг би требало да биде тоа, бидејќи ако веќе задира во брак,
брачниот другар да ви се обрати? За совет, за може, озем. се случувало се тоа. случува и Меѓутоа, тоа. јас можам да дадам совет како брачниот другар да се однесува во таквата ситуација. Но овој Јас другиот не можам мора да дојде. направам влијание, мора секако, мора. Затоа што зборуваме за личности кои што не се растроени, да немаат проценка на реалноста, не се Да, тие се психички работно болни во способни. вистинска Така. смисла на зборот, туку се здрави личности кои што имаат невротични проблеми. Мора да дојдат самите. Тоа е правило без кое се не може. Затоа што не може никој друг за нив да ја заврши таа работа. Тоа е и поентата. Они треба да го направат чекорот. Ако не е мотивот нивни, тогаш немаме успех. Има ли разлика на појава на овие стравови кај групи, например, по национална, по верска, по религијска или по некоја основа? Или сите исто ги фаќаат? Не гледам. Сега гледам дека... Не знам, македонци, албанци, роми, срби, ово, оно. Апсолутно сите се застапени подеднакво. Тоа е оно што го носи новото време. Господин Ортаков, многу ви благодарам за овој разговор. Ова беше психотерапија за огромен број гледачи. Не можам да ви опишам колку писма добив. Би ми во било врска драго со ако бевме ситуација. Од некаква од корист. полза. Да. И ви Како- благодарам и вас на поканата. Како се стапува у контакт со вас? Може секој да закаже кај мене во систина на оној број на кој што се закажуваат прегледи за сите други доктори. Психијатар? 309-500 психијатар Владимир Ортаков. Владимир Ортаков, имате и на веб страната, можете и на мејл, одговарате и на мејл, предпоставувам. Одговарам. Така. Одговарам. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам уште еднаш за поканата. И ми беше многу драго. Драги мои пријатели и пријателки, уживајте, бидете малце ноншалантни, ништо не е страшно, ништо не е сериозно. Се може да надминете. За жал и јас имам многу пријатели во ваква состојба и само едно да ви кажам. Ве сваќаме сериозно, ама не сериозно се однесуваме, затоа што работата воопшто не е сериозна. Сами мора да си помогнете. Ние ништо не можеме да ви помогнеме. Океј? Јасно е? Расчистивме. За година дена, повторно господинот Ортаков ќе биде тука. Лека ноќ и пријатно.